Струмичките пожарникари апелираат до физичките и правните лица да го искористат топлото време да извршат чистење на оџаците пред текот на грејната сезона. Оттаму велат дека 1/4 од пожарите регистрирани во Струмичкиот регион паѓаат на запалени оџаци кои предизвикуваат пожари по цели стамбени објекти. Командирот Александар Гудев упати апел да се искористат овие денови за да се изврши чистење на оџаците, што представува и законска обврска на правните и физички лица. Од месец јануари, заклучно со месец септември 2020 година, има вкупно 386 интервенции, од кои 60 интервенции се на запалени оџаци. Споредено со ланската година, бројката на запалени оџаци е идентична. Затоа сакам да искористам приликата да апелирам до граѓаните на општина Струмица, општина Ново село, Босилово и Василево, да го искористат моменталниот период на топло и суво време, да извршат чистење на нивните оџаци кои да не би дојдело до поголеми последици и материјални штети. Казните за неисчистени оџаци или димоводни канали, како што кажа од Дирекцијата за заштита и спасување, се движат од 500 евра за физички и до 2500 евра за правни лица. Осем парични казни може да следуваат и кривишни пријави, кажа Митко Димчев од Дирекцијата. До сега се извршени според Закон за инспекцијски надзор, значи прво даваме опомена, меѓутоа луѓето и останатите субјекти кои што подлежат на надзор, на инспекцијски надзор, ја сваќаат сериозноста на постапките и вршат редовно чистење на оџаците, меѓутоа има и такви кои што, да кажеме, се уште не знаат дека треба секоја година да се чистат оџаците, бидејќи во оџаците се собираат, иако они се димоводни канали, се собираат несогорливи честички кои што при поголема температура може да се запалат, а имајќи во предвид дека поголем број на објекти се од постар датум, значи може да дојде до пожарување на самиот објект. Во Струмичкиот регион за првите 9 месеци територијалната противпожарна единица регистрирала 380 интервенции, од кои 60 биле на запалени оџаци.